Облачно, ветровито и посвежо време ја зафати цела Македонија. По тропските температури викендов имаме променливо време проследено со попладневни врнежи од дожд, особено во западните делови. Дневните температури се движат од 25 до 30 целзиусови степени, а вредноста на УВ индексот е 6. Негативни последици од променливото време и големите температурни разлики најмногу чувствуваат хронично болните лица. Разговаравме со доктор Љубе Пајковски од итната медицинска помош. Тој вели дека, ако пред неколку дена имаше голем број колапси поради пеколните температури, викендов на вистина имаат многу повици од пациенти со покачен крвен притисок. Иначе самата промена на времето, поготово ако зборуваме конкретно за ова сега моменталната ситуација, само еден бенефит за населението, така да сега дојдоа во една, да речеме, нормала, високите температури се намалија на подносливи, така да мислам дека и поголем бенефит има кај населението отколку проблеми. Сега, хроничните болни треба да ја земаат на пропишана терапија што е од матичниот лекар, за да нема оние промени во, да речеме, некои реагираат со тахикардија, некој покачен крвен притисок. Тоа може да се изрегулира, затоа што навистина тие хронични болни се најголемиот таргет, односно целна група која имаат проблеми во оваа ситуација. На вака променливо време, кога ви се јавуваат или доаѓаат пациентите, на што најмногу се жалат? Па токму тоа, значи се жалат повеќе хроничните болни. Значи на покачен крвен притисок, на промена на срцевиот ритам, овие познати тахикардии, аритми, мозочните удари, тука инсултите, луѓето со покачен крвен притисок, што не ја земаат, да речеме, пропишаната терапија, имаат проблеми во овој период, но тие се многу малку во однос на она колку имавме проблеми кога беа покачени многу високи температури кога имавме. Од управата за хидрометеоролошки работи ни информираа дека во наредните денови ќе има стабилизирање на времето и температурата постепено ќе се покачува.